Јас лично учествував со претседателката Гордана Силјановска на незината кампања, каде што јас разговарав со нејзе лично, побарав како лица со попреченост да бидеме дефинирани во Уставот на Република Македонија, во членот 9. Прво, ќе ви објаснам зашто зашто лицата со попреченост барате, нели демек требало да имате свој јазик и на друго. Вака сега. Прво, ние слепите лица имаме свое писмо. Браево. Тоа е нашето писмо. Ние не гледаме, ние мораме да читаме на Браево. Тоа е едно. Првиот услов кој што ги исполнуваме да влеземе во Уставот. Вториот услов, вториот момент е тоа што лицата со оштетен слух и говори, они имаат свој јазик. И кога ќе видите се исполните условите да ги имаме ние. Зашто кога ние би биле во Уставот метнати, тогаш би ни биле гарантирани правата. Моментално, ние се што можеме и се што можеме да се повикуваме, можеме да се повикуваме само на Конвенцијата за правата на лицата со попреченост, која е усвоена во 2011 година, истата е вградена во член 118 од Уставот на Република Македонија, но Конвенцијата не е мандаторна, знаете, не е задолжителна. Кога зборувам зошто во Уставот треба да бидеме метнати, по наша иницијатива, по наша коалиција менуваме и други организации, по однесоме до Обединетите нации, каде што веќе од Обединетите нации има указ во 2017 година, доставен до нашата држава, каде што им дава насоки, тоест до претседателот на државата, тогаш беше, мислам дека господин Ѓорги Иванов, дава јасни насоки дека ние, лицата со попреченост, треба да бидеме дефинирани во Уставот. Тоа што значи? Тогаш ние би можеле да имаме народен правобранител за лица со попреченост и да биде лице со попреченост.